По примерот на големите градови од Европа и Кочани, наредната година ќе го добие музеот посветен на Оризот. Тоа и го заслужува, затоа што Оризот како земјоделска култура е поврзан со кочанскиот крај, полето, луѓето, традицијата со векови наназад. Иницијативата ја покрена тогашниот советник Добре Андов, прифатена од страна на градоначалникот Радко Димитровски. За формирањето на музеот на Оризот Андов вели: Договаравме за да се направи еден музеј за Ориз, значи и тоа седиштето да му биде токму во поранешниот институт за Ориз, а сега значи го носи името Земјоделски институт. Беше формиране на работна група која треба да ги испита значи работите и условите за да се формира еден таков институт, односно музеј за Ориз. Дури ние како работна група, значи предложени од градоначалникот на општина Кочани господин Радко Димитровски, го посетивме институтот, односно музеот за тутун во Прилеп, го разгледавме, видовме некои идеи како е тоа направено. Институтот за Ориз веќе определи зградата во која ќе биде сместен идниот музеј посветен на Оризот. Ние договоривме една зграда каде ќе биде тој сместен музеј, значи тоа е една убава зграда, меѓутоа треба да се реновира, да се дотера, да се реконструира, иначе тоа е зграда која е изградена од 1927 година, можеби една од најстарите згради во општина Кочани. Сега е потребно да се обезбедат средства и да се направи еден музеј за Ориз, кој мислам дека ќе биде убава работа за општината Кочани и Кочани ќе биде покрај, значи препознатлив и по тој музеј. Ние ќе имаме каде да ги одведеме и што да им покажеме, значи на туристите, на странците, на учениците, на студентите. Музеот посветен на Оризот е потреба на Кочани, не само на неговите жители, туку и за посетителите кои доаѓаат во градот. Токму затоа во локалниот економски развој за наредната година, општина Кочани планира финансиски средства од 8 милиони и 300 илјади денари за изградба на музеот на Оризот.